Океј. Дечки, петочко, кратко, сладко лајфче, барем ја така го гледам дека е кратко, сладко. Имам еден цитат кој што мислам дека е многу убав текст е од филозофот Хабард. Вика, еден човек може да допринесе повеќе и да се чувствува безбеден во околината. Тој се чувствува небезбеден во моментот кога допринесува помалку. Што би се рекло, дава помалку отколку што прима. И ако не го верувате ова, присете се на време кога секој донел нешто на забавата, но ти не си донел ништо. Како се чувствувал? Гледате, човек се чувствува сигурен во околината кога допринесува повеќе и се чувствува несигурен во околината кога не допринесува. Колку интересно, колку едноставно, колку просто. Велика српчанска поздрав до Австралија, поздрав Охриѓани, ќе имаме предавање во Охрид. Јануари. Значи, ако еден човек допринесува повеќе, тој се чувствува поубаво отколку ако допринесува помалку. Сега, ајде да допринесеме повеќе во наредната година, зашто колку повеќе даваме на околината, толку повеќе сјаеме. Колку повеќе чекаме околината да даде за нас, толку повеќе сме со негативни мисли. Многу едноставно е, да ви дадам пример. Нели? Ако човекот го шири просторот преку давање, он има факт за неговата способност и за неговата компетентност. Затоа што ја ако давам на околината и ја разубавам околината, тоа значи дека ја имам вредност. Но ако имате некои луѓе кои што не ја разубавуваат околината, тие не може да ја видат собствената компетентност поради тоа што немаат добар продукт за околината. Сега, кога имате луѓе кои што не допринесуваат, они обично се негодувачи. Од моје искуство, кога сум работел, например, со спортски клубови, најмногу мрчи човек кој што во фудбалот, кошарката, кој што не игра. Добрица Талевска, добро утро за вас, добро вечер за нас. Ако човек не допринесува, и ако човекот не дава, и ако човекот не ја прави околината поубава, не може да се чувствува компетентен, не може да се чувствува горд и поради тоа не се чувствува ни среќен. Човек кој што секогаш чека да биде расположен, секогаш чека некој да искрира нешто за него, тој не е во најдобра состојба. Но, да се разбереме дека многу е важно вие да давате на околината и да добиете назад работи во околината. Кога имаш ти околина каде што ти постојано даваш, другиот не дава, тогаш и ти ќе почнеш да размислуваш дека треба да даваш помалку отколку што даваш, поради тоа што треба да го избалансираш тој втек на енергија кој што е помал кон тебе, но тоа е грешката. Гледате, ако ние продолжиме да даваме, ако ние продолжиме да крираме, ако ние го правиме тој истек на енергија и допринесуваме на околината повеќе, луѓе, тогаш ние знаеме дека ние сме добри и дека ние се чувствуваме убаво. Ние знаеме дека ние сме добри и дека ние се чувствуваме убаво. И има ли поубаво нешто од тоа да ти знаеш дека се чувствуваш убаво и дека си окей и дека работите се добри. Мислам дека тоа е најубавата оставштина на која што треба да ја дадеме на околината. Допринос за неа, ама не можеш ти да допринесеш за околината ако имаш погрешен став за околината. Гледате каде се менуваат работите, например, помеѓу мажот и помеѓу жената, затоа што на почетокот секој допринесува повеќе за другиот. Гледате, секој има убава емоција за другиот, секој има убава мисла, убава енергија, допринос. Секој како што, нели, сака да даде на таа околината. Зоран Киров, поздрав до Ванкувер, Канада. Секој сака да даде на околината и затоа и се чувствуваат убаво. Но што се случува кога ќе се земат здраво за готово? Тогаш секој чека другиот партнер, сопруга да го направи среќен него, ама он заборава дека и он треба да даде енергија на другиот човек. Но како животот тече, се менува сопругата или сопругот, ама исто така и на другиот сопружник се менуваат очите за него. Едниот сопружник може би стварно не се вложува и не се промовира како што се промовирал на почетокот, затоа што гледате пред да се земат, они треба да се испромовираат и од нив зрачи преубава енергија, ама после тоа клапнува таа енергија на промоција, поради тоа што кога ќе земеш нештото здраво за готово да е твое, не чувствуваш дека треба да даваш
да правиш истек, да допринесуваш на околината. Повеќе тука е грешката и почнуваш да ги зимаш работите здраво за готово во околината и почнуваш да си незадоволен поради тоа што ги зимаш здраво за готово. Поради тоа што човек кој што е незадоволен обично ги зима работите здраво за готово. Сега, ако човекот не ги зема работите здраво за готово и ако допринесува на околината, он е контрола на собствената среќа. Ама ако човек прекине да ги гледа со убави очи работите, ако прекине да ги гледа со убави очи работите, тогаш неговиот став кон околината е сменета. И што се случува? Кога ќе се смени ставот кон околината, не се прави напорот за да се направи таа околина поубава. Не се допринесува повеќе и повеќе и повеќе и повеќе. Така да што прави животот, што прават проблемите на работа во брак, ги менуваат очите на луѓето и кога ќе се сменат нашите очи кон околината, кога веќе не сме влюбени во околината, кога не и се радуваме на околината, тогаш не допринесуваме на околината, поради тоа што имаме лош став за околината. Ти ако имаш лош став за некоја особа, ти нема ни да комуницираш со неа, нема ни да ја даваш енергија, нема ништо да правиш за неа, затоа што немаш добар став за неа. Не се треба да го вратиме тој став повторно да биде добар став. Има убав цитат од филозофот Хабарт, исто вели: љубов е интензитет на среќа упатен во дадена насока. Љубов е интензитет на среќа упатен во дадена насока. Кај си бе човек? Гледаш, тоа е допринос да му кажеш на некој човек колку е ценет, колку е сакан, колку е прифатен. Тоа е се допринос од нас за околината. И кога човекот го има тоа, кога има таа љубов во него, ја има, поради тоа што преди се одлучил да ја гледа околината со убави очи на убав начин. Сега, кога човекот ја гледа околината со убави очи на убав начин, и кај него има убава емоција. Гледате, ако ние гледаме околината со неубави очи, и не дека немаме причина да ја гледаме, зборев минатиот пат, имаш убав текст, исто од филозофот Хабарт, тај ќе го најдам и ви го читав тоа, зашто е големина, што е големина како човек, што е тоа што е големина, како човек вика, најтешката задача што човек има е да продолжи да ги сака своите пријатели наспроти сите причини зашто не треба. И вистински знак за здраворазум се големина да се продолжи. За оној кој што може да го постигне ова, постои задоволство од надеж. За оној кој што не може, постои само тага, омраз и очи. Овие не се нештата од кои што се сочинат и големината, здраворазумноста или среќата. Главната страпица е да се подлегне на поканите се мрази. Вистински големиот човек едноставно одбива се промени кога врз него ќе се направат лоши акции. И вистински голем човек ги сака своите пријатели поради тоа што тој ги разбира нив. Вистинската лекција се научи да се сака. Оној кој што сака да оди неповреден, низ деновите мора да го научи ова. Никош не го користи она што ти е направено тебе како основа за омраза. Никош не барај одмазда. Потребна е вистинска јачина да се сака човекот, да се сака наспроти сите причини, покани да се направи спротивното, сите провокации, сите причини зашто не треба. Среќата и јачината среќата и јачината обстојуваат само во отсуство на омраза. Само се мрази е патот кој што води до катастрофа, да се сака патот. Или само се мрази е патот кој што води до катастрофа, да се сака патот до јачината, да се сака. Наспроти се е тајната на големината и можеби ова е најголемата тајна во универзум. Ако ги смениме тие очи, да даваме, да сакаме, да допринесуваме, си ја менуваме нашата среќичка. Така да, ајде се вратиме на големината, а големината е во што гледаме и како ги гледаме работите. Луѓе, мајка ми кажуваше многу паметна работа, вика, кој си прави, себе си прави. И сега, ако некој ти сгреши, речи, тој си прави за себе, он не те повредил тебе. Така, он си прави за себе, он не те повредил тебе. Но ако ти речеш дека те повредил тебе, тогаш негативната акција на него доаѓа кај тебе. Негативните акции на луѓето оставете ги таму, кај тие луѓе кои што ги направиле и ќе видите дека работите ќе бидат добри. Не ги земајте негативните акции на луѓето кај вас. Поради тоа што кога ќе ги земете негативните акции на луѓето кај вас, тогаш настануваат проблеми. Затоа што се разочарувате од нив. Кога ќе се разочараш, многу лесно си разочарлив. Гледате, имате зачаран круг на разочараноста, да ви објаснам. Секој човек кога ќе се разочара, на многу лесно разочарлив. Затоа е многу тешко да разговарате или да бидете околу луѓе што се разочарани, зашто разочараните луѓе многу лесно губат верба. А вие ако сте јак човек, вие не губите верба, но човекот кој што е лесно разочарлив, тој многу лесно губи верба.
Не верува. И сега ти дури се плашиш да не го разочараш тој човек пак и газиш на јајца малку затоа што знаеш дека ако нешто сгрешиш ќе го разочараш и тоа ти предизвикува стрес поради тоа што не е твоја кривица, не е твоја одговорност дека некој човек е лесно разочарлив. Он донел такви одлуки. Јас знам дека бремето од минатото не е лесно секој човек да го носи врз база на тоа тешко бреме и камење во ранецот на животот, дека луѓето потлекнуваат и носат негативни одлуки, негативни ставови и така натаму, но тоа не е ваше гајли, тоа не е ваша грижа да едноставно им се плашите на тие луѓе да не бидете вие, да не бидете среќни, насмејани, да не бидете јаки, да не бидете храбри. Не се плашите дали ќе разочарате некој човек, у смисол на тоа, бидете секогаш ведар, бидете добри, правете добри на околината, но ако некој човек е лесно разочарлив, тогаш можеби не е тоа до вас. Можеби он си има своји причини од работи што му се случиле зашто лесно се разочарува. Гледате, кога човекот киде нагоре, надоле по скалава на емоции, тогаш многу мали работи му стануваат голем товар, поради тоа што човекот колку повеќе товар добива, толку помалку товар може да носи. Но што е тоа што го намалува товарот во нашиот ранец? Знаете, сум го зборувал многу често, треба да сме сериозни, односно треба да сме одговорни, ама не треба да сме сериозни. Уште еден цитат од филозофот Хабард вика животот, он зборува за тоа дека животот игра. И вели колку по-сериозни придете на играта, помалку шанси имате да победите. Не мораме да бидеме премногу сериозни. Зашто ако бидеме премногу сериозни, ќе почнеме да паѓаме надолу по скалата на емоции. Колку си по-сериозен, толку повеќе мислиш дека нештата те повредуваат. Мало нешто, тој што е многу сериозен, ќе го повреди. Треба да сме несериозни, ама одговорни. Значи не треба да сме несериозни, неодговорни, треба да сме несериозно одговорни. Затоа што ако си пресериозен, мала работа ти е тригер. Мала работа ќе ти стави голема тежина на тебе, поради тоа што сериозноста и перото го прави тег. Сериозноста и перото го прави тег. Колку сте помалку сериозни, а одговорни, помалку работи ќе ве повредат, поради тоа што не си зимате при душа или при срце. Разочараните луѓе многу лесно си зимаат при душа или при срце. Не викам за добрите души, имате и добри души кои што не се разочарани, ама се уште си зимаат многу брзо при душа и при срце, поради тоа што не може да кажат не. Добрата душа страда од тоа што не може да каже не. Ама овие што се разочараниле, тие малку нешто стреличка ќе им фрлиш пикатце, мало он мисли со меч, со копие си му зарил, поради тоа што е сериозен премногу. И останете наивни. Луѓе ќе ви кажеме на работа, луѓето мислат ако си наивен си глуп. Не си глуп. Наивната душа е таа која што може да биде одушевена, восхитена и лесно израдувана. Душа која што подлегнала на тежините и станала цинична, саркастична, груба, таа не може да биде лесно насмеана или направена среќна. Гледате, според скалата на емоции, различни луѓе ќе бидат имаат различно искусување на среќа. Тоа е многу интересно, не сум го зборувал ова. Људ човек е среќен кога ќе види дека на некој нешто му се десило негативно. Људ човек. Ето, му дојде, ја му зборав. Тој што е на скриено непријателство, тој ќе се израдува од тоа што друг човек нема да успее. Но тоа е нивното ниво на емоција. Ете, луѓето стануваат среќни од негативни работи во некој од овие тонови. Но овие луѓе, како што е антагонизам, како што е скриено непријателство и така натаму, но овие што се весели во високите тонови, они се среќни од убави обстаночни работи. Имате некои емоции кои што стануваат среќни од необстаночни работи. Завидливост е тука, зависта и така натаму. Луѓето за жал стануваат среќни кога некој човек не може. А треба да е обратно, поради тоа што ако се високо, секогаш ако се високо луѓе во поскалва на емоции, работи ќе бидат добри. Знаете, има една афричка поговорка, вика, многу кажува за човек на што тој се смее. Многу кажува за човекот на што тој се смее. И тоа е вистина. Ако имате луѓе што се смеат на туѓа несреќа, тие не се високо по скалата на емоции, одма да знаете. Кога имаш луѓе што се смеат и уживаат со туѓа среќа, тие се високи по емоциите, поради тоа што се разум и поради тоа што не доваѓаат во конфликт и споредба со други луѓе.
Ама ако имате луѓе кои што немаат и кои што не знаат како да имаат со своја енергија и сакаат да украдат нешто туѓо, тие луѓе не се смеат на туѓа среќа. Затоа што гледаш, не можат да добијат они мислат дека не можат да го добијат од животот тоа што го сакаат со сопствени напори. И дека не се доволно свесни, не се доволно способни да добијат работи од сопствени напори и поради тоа почнуваат да прават некои зврчки и игрици кои што не се убави, да добиваат нешто кое што не е нивно. Но целата идеја е луѓето да знаат како да играат играта на животот на етичен, честен начин, затоа што ако не играте на етичен, честен начин, сега ќе падне човек по скалата на емоции, затоа што душата е добра. И ако душата почне да греши, она само почне да се казнува. А ако се држи на тие правила и принципи и за секоја грешка која што ја направила не сакајки, превземе одговорност, онда ќе оди понапред во животот уште појака. Поради тоа што нема човек што е светец, што ништо не сгрешил, но има многу луѓе што не коригирале работи што ги сгрешили. Кога човекот нема да коригира нешто што сгрешил, тогаш тоа го успорува. Кога ќе коригирате, преземете одговорност за нешто што сте сгрешиле, тогаш го тргнате тоа како грешка од каменот, патот веќе не е, поради тоа што си презема одговорност. Тоа е идејата. Преземете одговорност, имајте несериозно одговорен пристап кон работите и да видите работите ќе бидат супер. Имајте убав викенд, се гледаме понеделник, чао.